И како што најавив, од тука се селиме на Широксока, каде треба да ја имаме на линија на колешката Оливера Михајловска, заедно со нејзиниот гости, новинарот Пеце Стефановски. Оливера, дали се слушаме? Добро утро, Бети, добро утро, битолчани. Христос воскресе и за многу години. Овдека на Широксокак се наоѓаме со еден долгогодишен колега мој, така да се изразам, и човек кој што најдобро може да го представи темата на која што ќе разговараме ова утро. Станува збор за светскиот ден на новинарите. Ако е подобро, ако не Пеце Стефановски или Петар Стефановски, меѓутоа ние си го знаеме Пеце. Пеце, добро утро и Христос воскресе. Навистина воскресна, благодарам за поканата. Поздрав за гледачите на телевизија Мега, поздрав за водителката Бети во студиото, моја колешка уште од Дајден, а секако ти благодарам и тебе што ме покани и еве нова дружење со гледачите во утринската програма на вашата телевизија. Ти благодарам за убавите зборови, како што најавив ќе разговараме за новинарството. Ќе ми кажеш ли колку години ја работиш оваа професија? Секако само 38-9 години тука од прилика и веднаш да речам тоа е еден вечен маратон. Значи не е новинарство еден краток проблесок, напротив е една вистинска борба, едно настојување да се обстои со мислата, со зборот, со јавно изречениот став и сето тоа времето едноставно да го валоризира на свој начин повеќе или помалку. Значи, за тие 38 години, ете, по игра на случајот или секако и по мое заложување да се обстои во тие професионални води, поминаа 38 години, се чувствувам доста свежо, ме радува што имам можност себе и како со тебе, со млади новинари, да се дружам, да размениме мисли, да се пошегуваме, да ги кажеме проблемите, да си размениме информации за работата и така сето тоа се движи во тој правец. Верувам дека имам барем уште неколку години што да кажам во информативниот простор на Битола и на нашава држава. Секако дека тоа е така, меѓутоа јас ќе начнам едно прашање. Јас сум 10 години како новинар, јас не можам да се наречам новинар, туку информатор, бидејќи она вистинско новинарство, кога станува збор за истражување, кога станува збор за проверка на факти, на информации, како нештото ќе биде пренесено до оној кој што е слушател или гледач, ние го затекнавме пред 10 години на малку поинаков начин. Меѓутоа, вие сте стара школа, вие сте начин на кој што точно знаете како треба нештото. Има ли разлика некогаш и сега? Сигурно. Веднаш да кажам дека јас сум бил од оние новинари кои се залагале за еден професионализам, а и секако и од онаа формална страна да се воведат лиценци. За жал тоа не се направи, меѓутоа лиценците ќе значеа една инициација, еден влез со минимум квантум на референци што би ги имале новинарите и секако со одредена модерација низ текот на работата од поискусните, секојаш било така, впрочем, да ги совладаат сите техники, знаења и неопходни искуства, а според мене иначе најбитно е секој новинар да се изгради сопствени извори на информации, да знае, да дојде до информацијата. Другото се учи. Ако е телевизиско репортерство, тој дизајн се совладува, жанровски, временски, концептуално, стратешки, како е во медиумот и така натаму, или па во пишувани медиуми, сето тоа повеќе и помалку се учи во зависност од желбата, енергијата, талентот и знаењето се разбира. Затоа велам, тоа е најважното. Меѓутоа, прашање што отвара сет овој процес на информирањето, сметам дека поединецот мора себе си да се најде, да ја сака оваа професија, а верувајте, ако искрено пристапите, без оглед, секогаш имало проблеми, секогаш било вака, така или онака, секогаш се разговарало, меѓутоа, поединецот, ако ја сака професијата, тој вирус штом го зафати, тешко се ослободува. Има некоја аура која лебди во новинарската професија, некој вирус кој што постојано те држи во таа тензија, со адреналин,
со убави и неубави, значи има и горчливи пилули, има и благи работи, и убави нешта, сето тоа е така измешано, било и ќе биде. Сега, дали порано или подоцна е вака или така, аз можам да кажам за мое време, имав искуство и своевремено да бидам, да речиме, и делегат на Сојузното собрание на новинари во тогашна Југославија и оде во Белград, каде што имавме можност да видиме искуства или да се запознаеме со новинари од светски маштаб, луѓе кои го крстареле светот, каде што оделе во воени жаришта, каде што го следеле Тито низ сите меридијани на светот и така натаму, и знаеле. И секако ова ме подсетува на еден уредник на Радио Белград, колега драг Милиновиќ, кој секогаш кога говореше на тие седници, на тие дебати, често беа и доста жестоки, критични, ке речеше новинарската професија е, ќе се изразам автентично, карика која пуца. И го објаснуваше така дека таа алка, сега да го преведам на наше, во себе индуцира многу енергија и често може да настане замор на тој материјал и да покне. И сите тие такви поединечни судбини новинарски што биле, што пропаднале или што не го издржале тој маратон, токму тоа било таа индуцирана енергија едноставно се преломила судбински на овај или на онај начин, или се откажале, или биле елиминирани, или сплетна околности некое цунами ги однело и тоа е тоа. Меѓутоа, соработката и знаењето имало одредени стандарди, биле тие стари школи. Дури има моментуми, да речиме, кои што од научна профилација заговарат едно искуство, пред малку што го споменав, пренесување искуствата од повозрастните, така наречена модерација. Колешката Жанета Здравковска, која е регионален координатор на Сдружение на новинари на Македонија, имаше магистерска теза токму на таа тема, дека недостасува таа модерација. Значи, покрај искусните, младите така да растат. Моите искуства во таа смисла се секогаш позитивни, со оглед да речиме дека 7 години сум бил директор и главен уредник Битолски вестник, на почетоците на телевизија Тера, 5 години во Орбис, па во медии, значи секогаш сум имал можност со помлади и со неискусни да работам, секогаш сум се трудел, живи и здрави се, нака кажат, на никого не сум вршил притисок, никому не сум давал нарачка, моето кредо секогаш било, значи секогаш без исклучок, да бидат вредни, да бидат посветени на работата, одговорно тоа да го сработат, да имаат едноставно покритие за информацијата што ја пренесуваат според стандардите, една, друга, па и трета страна ако има и така натаму. Кога станува збор за новинарството, има еден момент, вика, секоја вест е добра вест, ако добро знае да се пренесе, и не е важно колку таа е вистината, важно е да биде слушана и гледана. Колку се држиш до оваа теза? Добро ли е едноставно да кажам некоја лага, некој така парафразиран збор, да така да се изразам, само за да биде слушано и гледано? За жал имало колеги и лаги што пренесувале или полувистини. Значи, ова е новинарската вест. Не може да биде вистина едноставно. Ако е ако е лоша, непроверена или непотврдена, е пола вистина. А ако е изработена како што треба, со сите оние поенти со пораки, тогаш е вистина и пол. Значи, само вистина не може да биде. Лично сметам дека треба целосно да се проверат сите аспекти. Но има и други работи. Има премолчување многу пати, редакциските концепти, стратегијата на медиумите е таква, не секогаш се може да се пласира онака како што треба, за жал. Тоа е ситуација. Може ли новинарството повторно да си го врати онај сјај за кој што важеше на едно време? Сум слушнала од твој ранг новинари низ Битола кои велат во времето ние кога бевме новинари,
се знаеш, имаше огромна почит од самите граѓани кои ќе не видат. А денеска јас имам една теза, ако сакаш да го изчистиш Широксок, само појави се со микрофони па бари да направиш анкета, го нема корсото, луѓето бегаат. Што се случи тука? Па многу работи се случија, меѓутоа еве малку денот е таков, значи светски ден за слобода на медиумите од 1993 година со резолуција на Обединетите нации, така е прогласен. Freedom House е светска асоциација која ги вреднува државите, кај нас некои сметат соросоидна, некои релевантна, но тоа еве го препуштам секој за себе. За мене е релевантна ако во цел свет незините податоци се детерминираат и се ценат во секој случај. Таму се вели нели 1/3 од државите во светот, 199 рангирани, дека имаат слободно новинарство, другите многу малку слободно, неслободно и така натаму. Ние во овој момент сме во лоша позиција, па дури и сега пред некој ден читав дека за последниве 12 години најлошо сме рангирани. Но еве како да речам новинарството како професија навистина било ценето, повеќе или помалку. Меѓутоа, по дефиниција ве уверувам од секогаш, кога нешто ќе го сработите, поготово ако одите по црните точки на општеството или по некои сензибилни теми, тогаш се случува она што вие пред малку го споменавте, пола на пола. Меѓутоа, не кај новинарите, туку кај консументите. Значи, за некој одреден проблем и најлошо и најоштро да напишите, пола луѓе ќе бидат задоволни, пола незадоволни. Некого и да пофалите, пак ќе речат пола задоволни или пола... Тоа е то. Меѓутоа, пак велам, професионалните стандарди да бидат почитувани. Али од друга страна, затоа новинарската професија имаше некое значење, си имаше некој респект. Имало периоди, еве, своевремено сеќавам некои емисии што сум ги направил, поготово политички. Тоа време едноставно кршевне мраз, што се вели, со релевантни гости од цела држава да дојдат од, да речеме, и од овие и американци, Филип Рикер мима бидено гостин, Кред Редклиф и така натаму, да не набројува, меѓутоа и сите наши релевантни од председатели на држава, Борис Трајковски 3 пати бил гостин, Киро Глигоров, Бранко Црвенковски и ред други, да не ги набројувам, сите биле гости. И наеднаш тоа станало многу гледано и интересно на локално ниво, да се види релевантен водител и новинар, да извлекува се од нив. И наеднаш таа популарност, по малку години, нели, новинарите се суетни, посесивни и така натаму, убаво годи тоа кога ќе видите, сите ви се јавуваат, ви сугерираат, ве прашуваат, или како ја што имам обичај да прошетам низ пазар, пазариштето не е факултет, универзитет е. Таму се учи. Од таму почнува така јадрото на здравото знаење, таму е вистината, нема лага тука. Или те прифатиле или не те прифатиле. И кога ќе го почувствувате тоа, одеднаш се е добро така. Меѓутоа не секогаш траат такви периоди и така натаму. Сега, например, нема дебати. Сум имал дебати. Еве, дури и со најзакарани новинари. Во даден период Ацо Кабранов беше сега на Либертас порталот, беше уредник на еден телевизија. Латас беше носител Чомовски на македонска телевизија. Заклани меѓу себе, ги донесов, направивме една красна дебатна емисија, ги однесов на вечера, се дружевне и тоа се пријатни моменти. Сега е малку поинаку. Изместен е комплет пазарот, значи прво новинарите многу малку заработуваат, освен поединци кои се влезени во други води или некакви бизниси, искрен да бидам, не им завидувам, таму нака им е. Грдо е ако персонално почнат луѓето да ве плука. Тоа не е добро. Меѓутоа, воопшто, обичниот новинар е многу малку платен, во многу неизвестна состојба, често пати се на ветрометини и така натаму.
а воопшто и граѓаните, ако сето тоа така медиумски паѓа надолу, почнуваат и обичниот човек така да гледа. Значи, едноставно, малку вулгарно да речем, шалабајзерска професија. За жал. Верувам дека некогаш ќе се сменат работите, можеби и ќе дојде подобро време, но тоа е процес, знаете, ова како амплитуди се движат работите. Новинарската професија е тангента, значи директно на општествените случувања. Секогаш е во допир со тие случаи. Не може, ако работите во општествените процеси, во политички кризи одат надолу, не може новинарската професија да се надрасне на тоа да биде еден проблесок. Затоа што накрај за сето тоа треба пари, средства и одржување. А кај нас одамна нема пари и тоа се приказни, имало истражувачко новинарство. А се разбериме, истражувачкото новинарство е многу скапа работа, ние немаме таков пазар, немаме такви консументи. Западните искуства, да речиме, праќаат новинари од CNN или не знам каде, на најчувствителните точки на земјата планета, ги осигуруваат со милиони долари. Тие тој адреналин го имаат во себе, ќе го прифатат, ама што и да се случи со нив, дали ги заробиле од исламска држава или погинале од бомбардирање, нивните семејства се обезбедени. Тука е целата таа работа. Или пак, еве, имав можност на едно предавање со германски експерти, регионален вестник, меѓутоа со неколку милиони тираж, каде што почувствувале дека некој малформација има во некој универзитет таму. И сега се е то математика на пари пренесено. На ниво на редакција велат, за да се утврдат тие малформации, треба да офрлат новинар во универзитетот, да го запишат како студент. Меѓутоа, бордот на директори ги прашува правниците. Што ќе значи сето тоа? Ако не тужат, ќе изгубиме неколку милиони марки. Ти од маркетингот ги прашува. Што ќе значи од аспект на тираж сето тоа? Па, барем 5 милиони марки тогашни ќе биде добивката. Бордот одлучува да се влези во тој процес, трае една година, накрај се така се случува, со тужби, со сето тоа, тие малформации се откриваат, тиражот расте, ЕСАПот излегува дека 3,5 милиони марки во добивка бил медиумот. Меѓутоа можело и обратното биде. Значи, се е математика на пари. Се надевам дека работи веќе мрднат од точка на која што сме во моментов незавидна, би рекла. И се надевам дека во следна прилика ќе разговараме повеќе за предизвиците со кои што сме се соочили, а посебно ти како поискусен и повозрасен. И ќе разговараме повторно ќе упатиме апел за одредени работи како би можеле да се променат. Јас благодарам уште еднаш за поканата. Повторно би ги поздравил и гледачите на вашата телевизија. Меѓутоа, секако и моите драги колеги новинарите, еве времето си врви, веќе почнав да влегувам во онаа зона на доајени, што ги викаат, а тоа тие 38 години го носат. Сепак би им порачал дека има надеж, нака бидат оптимисти. Времења подобри сигурно ќе дојдат, кога тогаш јас прво би им посакал да дојдат до малку повеќе пари, да можат екзистенцијално да го крепат товарот, затоа што поготово за женската новинарска популација, ова го велам, најчесто се постојано на терен, не се прибрани дома, трпи семејство и деца, и уште ако не носат пари, тогаш многу често се случува, поготово во Скопје, да, брачни ломови да настанат, а тоа е тешка работа и за нив, и за сопрузите, и за децата. Значи, барем ако има повеќе пари, верувам дека и полесно ќе се поднеси се, а другото, секој нака си го носи својот крст, и затоа велам, има надеж, нака не губат волја, нака се борат, сепак новинарската професија е убава.
Поздрав до тебе, поздрав до Бети во студиото и за гледачите. Навистина драго ми е што ова прекрасно предпладне го поминавме на широк сокак. Ти благодарам, Пеце. Бети, тоа беше од нас двајцата. Ние ќе си продолжиме на кафе сега да си разговараме околу некои искуства, да го искористам секако е тука. Благодарам и јас на двајцата и ве поздравувам, особено еве колегата Пеце Стефановски, кој што на вистина можеме веќе да го наречеме доаен на битолското новинарство. Има многу што да каже, многу што да ни понуди, особено на нас младите новинари. Има многу што да се каже воопшто за новинарството и на вистина е жално што прочитав едно истражување кое што вели дека новинарството се повеќе станува спаѓа во категоријата најнепосакувани професии и младите се помалку се одлучуваат токму пример дали да студираат новинарство и да продолжат по патот на оваа професија.